Во домот на Киро Аксентиевски во моментов луксус е да се побара чаша вода. Таа чини вистинско богатство. Во ноември 2019 му дошла сметка со долг кон јавното предпријатие Водовод Скопје од 60.000 денари. Немал платено за 2.000 кубика или за 2 милиони литри вода. Дедо Киро се изненадил од овој долг. Со децении стандардно трошел од 20 до 40 кубика. А јас ги имам сите платени документи, еве ги тука се пред. Поднел жалба до јавното предпријатие Водовод. На шалтерот го шетале од едно до друго место. Добил штур одговор. Они ми рекоа дека од 2017 тој што наплаќал би пишал секогаш помалку. И од тоа би се сопрало толку пари. Но, раководството на Водовод, кога ја отвори сметката, случајот на дедо Киро доби друга димензија. 10 месеци од февруари до ноември 2019 имал дефект после водомерот, што значи дека е на инсталацијата која ја правил корисникот и води до чешмите, казанчињата и бойлерите и е во негова, а не во собственост на Водовод. Нашите службени лица должни се во моментот кога ќе приметат, значи кога ќе забележат дека има некое течение кое што е надвор од границите, да ја известат странката со контролна опомена или записнички да го констатираат сето тоа и да известат странката дека е настанат дефект. Во сите случаи инкасаторите тоа го прават кај нас. Сега, зависи странката, корисникот, кога ќе го санира дефектот. Јас повторно ќе се вратам назад. Значи, ингеренциите на Водовод завршуваат со одржување на првиот вентил и одржување на водомерот со наплата од корисникот. Се што е после водомерот е веќе одговорност на корисник. Семејството Аксентиевски за 10 месеци не добиле документ дека имаат дефект на својата водоводна инсталација. Кажале или да ме опомениле, да ме испратиле, јас ќе сум одел пак таму, ќе видам како е, што е, за да можам да регулирам. Сега случајот е пред Комисијата за спорни сметки која што ја има формирано јавното предпријатие Водовод и канализација. Во неа членуваат само лица вработени во ова предпријатие. Тие ќе треба да оценат кај кого е вината што Киро Аксентиевски не знаел дека има дефект и од никого во Водовод не бил информиран. Иако немаат правилници како би постапувала комисијата во ваков, но и во другите случаи со високи сметки, од Водовод велат дека штуриот правилник на веб страницата на предпријатието и посветеноста кон корисниците е доволна гаранција за исправни одлуки. Постојат јасни правила за однесување на нашите вработени. Во тие правила точно се наведени во процедурата како треба да се изврши реагирањето на терен. Доколку има низа пропусти, ќе има, значи, и низа одстапување од страна на ова предпријатие, низа одговорности за вработените кои што не си ги завршиле тие работи. Не сакам да мислите дека ова предпријатие нешто своеглаво и би направило на штета на корисниците. Никако. Значи, никако тоа. Верувајте ми. Од Организацијата на потрошувачи вела дека е проблем што во комисијата членуваат само вработени во Водовод. Затоа предлагаат ова да се промени. Во момент решението единствено може да се најде на тој начин што тие комисии ќе бидат повеќе, да речеме, ќе имаат представници од повеќе групи, од граѓаните да имаат и да се види на кој начин одлучуваат, да не биде само комисија на јавното предпријатие, да мора граѓанските здруженија да учествуваат внатре. Лончарно и Недевски велат дека комисијата не е единствена каде што може да се обрати Киро Аксентиевски, кој со 14.000 денари пензија ќе треба да го плати долгот кој настанал не по негова вина. Тој и сите останати може да се жалат и до Советот на потрошувачи на град Скопје, до Државниот пазарен инспекторат, до Народниот правобранител, но и да тужат на суд. Дополнителен парадокс е што цената на водата ја одредува регулаторната комисија за енергетика, која за разлика од секторот електрична енергија нема никаква надлежност да реагира ако се повредуваат правата на корисниците. Инаку во последните 6 месеци им пошло од рака на 120 скопјани од 250, колку што се жалеле до комисијата да добијат одговор во своја корист.